Во наредниве минути, почитувани слушатели Facebook пријатели, сакаме да ви понудиме еден видео прилог кој што трае некаде околу 8 минути. А од овој прилог што сега ќе ви го понудиме, јас и Бети после тоа ќе ги црпиме прашањата на кои ќе побараме одговор за нашиот вечерашен гостин. Најпрво проследете го прилогот кој што го подготвивме јас и Бети. Dobar dan Makedonija! Prvi milen, 60. pad, со полно срце ве поздравувам од предвојата на Република Македонија. Се уште сме на нашата патека и денес ќе чекориме по патот на суверенитетот, на унитарноста, на мултиетничка Македонија, по патот за зачувување на државата таква каква што е, за зачувување на цела Македонија, на заедничка Македонија, а не нејзино расцепкување, федерализирање во не толку далечна иднина. И денес одиме до собранието на Република Македонија, а започнуваме. Граѓани на заедничка Македонија, денес само кратко тука бидејќи треба побрзо и поглесно да одиме таму. Но по 60 пат застануваме кај председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, последниот браник на суверенитетот и унитарноста на Македонија. Внатре таму се обидуваат и денеска, пожестоко него претходните пати, да ја изиграат демократијата, да го скршат деловникот и уставот. Но овој човек ќе остане последниот белем кој нема да биде скршен, бидејќи не има нас. И никакви странски емисари, никакви притисоци од надвор, нема да го скршат. Тука сме ние заедно да ја формираме червено-жолтата линија која нема да ја поминат. Исправената кичма на гордиот македонец која сака државата. Да сте живи здрав, председателе, важни денови се пред нас, останете силен. Одиме на собрани. Дојдете понапред, денес треба да сте тука. Денес треба да сте тука. Дојдете напред. Гласно и прецизно, многу бучно, да ги поздравите сите кои на сила седат внатре и забораваат дека на сила може и да излезат од натре, бидејќи народот е гажда овде. Да не чујат натре. Тука сме затоа што сакаме оваа земја. Тука сме затоа што не сакаме да го промениме името на оваа земја. Македонија! Македонија! Дури внатре се обидуваат и изведуваат. Ние тука по 60 ден доаѓаме со чиста мисла, сплотени, да ги поздравиме господата кои треба да го бранат ова собрание од нас. Кој треба да го браните, собранието се внатре. Господа, браќа и сестри македонци,
потивкове молам малу. Нека знаат и тие кои по службена должност се тука, не дека сакаат. Да знаете и сите вие, нема да има потреба од никаква интервенција. Нема да има потреба, бидејќи ако дојде тој ден, сите заедно ќе влеземе внатре. Тие ја бранат Република Македонија, ја браниме и ние од нищожниците кои се обидуваат да изшврцаат платформи од други земји и да пеат туги химни внатре. А и тие, господа, положиле заклетва која ние ја чуваме во срцето, дека ќе ја браниме оваа земја од секој кој сака да ни наштети. Не дозволувајте службеното неизвување да ве вознемири непотребно. Знаеме зашто сме тука. И денеска продолжуваме како и секој друг ден со една мала разлика. Нема да си одиме од тука, дори не си одат тие од тука. Мораме да го одбраниме собранието. Мораме да ги одбраниме нашите барања. Мораат да излазат на избори. Што и да гласаат, стикнати во некој кјош, во некој ходник, не е легитимно. Легитимитетот не се црпи од граѓаните, тој нивниот. Тие го црпат од емисари, од премиери на соседни држави, од разни мудреци од надвор од Македонија, но не и од граѓаните. Никој не им ја гласал таа тиранска платформа и немаат легитимитет било што да изберат. Ние ќе останеме тука за да им го докажеме тоа и повторно ќе ги победиме. Не си одиме дома. Немаме каде да одиме од оваа земја. Јасно ли ви е, господа братеници? Ке не слушнете и ова ќе заврши на избори, а сите кои сега се обидуваат да направат државен удар на тие избори ќе завршат многу неславно. Ова е нашиот дом, ова е нашето знаме и имаме една химна да ја запееме сите заедно. Денес над Македонија се раѓа, македонците се борат за своите правди дик. Македонците се борат за своите правди дик. Гледате некои работи, никој пак не се менуваат. Македонците се уште се борат за своите правдини, ама овој пат ќе се изборат. Точно е 18 часот и 57 минути. Ја следите емисијава на Македонски корени со вашите домакини Бети и Јон Треновски. Почитувани, време е да ви го најавиме нашиот и ваш гостин, господинот Богдан Илиевски, еден од организаторите, односно еден од лидерите на протестите за заедничка Македонија, поранешен член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, но пред се за многумина уставобранител. Во овие моменти го покануваме уставобранителот Богдан Илиевски да ни се придружи во студиово на Македонски корени преку видеолинк. Верувам се е во ред, се гледаме и слушаме. Господин Илиевски, добро ви утро и добро ни дојдовте за прв пат на Македонски корени. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија и ќе бидеме интересни за слушателите и за нашите Facebook гледачи на Македонски корени. Пред се, добра вечер на сите слушатели во Австралија, добро утро на сите кои што од Македонија ја следат вашата емисија. Ви благодарам на поканата, чест ми е
и се надевам ова нема да биде последен пат кога се гледаме и разговараме вака. Добро ви утро, господин Илиевски, од мене, и ви благодариме што не удостоивте да бидете заедно со нас и со сите слушатели, но и Facebook пријатели и следбеници на македонски корени. Веруваме дека преку видеото ве подсетивме на некои моменти од 27 април 2017, но пред се опростете ако со ова видео ви ја повративме болката. Пред еден месец гостин овде на македонски корени ни беше господинот Борис Дамовски. Со него разјаснивме неколку работи, но останаа уште неколку работи кои што треба да се доразјаснат и сакаме да се навратиме денес. Некои од прашањата ќе ги повториме, бидејќи се работи за друга особа сега и бидејќи сакаме да ги чуеме и одговорот од еден друг агол, односно од ваш агол и од ваша гледна точка. Никаков проблем во однос на видеото. Верувајте, не само ова видео, него и сите видео од сите протести сум ги гледал по десетици, да не речам стотици пати, и секогаш точно е дека секогаш навраќањето на тие моменти од повеќе аспекти знае да разбуди емоции кај мене, верувам и кај сите кои ги гледаат тие снимки, пред се поради се што се случуваше тој ден, настаните во собранието пред влезот на граѓаните внатре, настаните после влезот на граѓаните внатре и се она што следеше понатака, сета судска голгота, која што за мене, за моја среќа, престана пред некои 2 години, а за многу наши собраќа, сострадалници се уште трае и се наоѓаат по македонските затвори. Господине Илиевски, за време на протестите, организирани под слоганот за заедничка Македонија, а особено во онаа време кога бројката на протестанти достигна повеќе од 250.000, се пушти една информација која по се изгледа дојде од таборот на ЗАЕФ, односно од СДСМ и нивните коалициони партнери, но и од учесници во шарената револуција, дека иницијативата за заедничка Македонија и самите протести биле организирани од ВМРО ДПМНЕ. Господинот Дамовски на неговото гостување во Македонски корени ни кажа дека единствената заедничка точка помеѓу вас од иницијативниот одбор за заедничка Македонија и ВМРО ДПМНЕ е само еден вид на логистичка подршка и ништо друго, а која подршка дошла од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ. Што имате вие да кажете, господине Илиевски, во врска со таквите обвинувања кои беа пласирани од страна на паријаниците на ЗАЕФ и самиот ЗАЕФ? Па вака, прво, сосема е за жал нормално кога на некоја политичка сила не ја одговараат случувањата во државата, во смисол на случувања кои што се автентични од граѓаните, поттикнати од граѓаните, и ги поттикнуваат граѓаните да излегуваат на улици во огромен број, како што кажавте, ние броевме отприлика над 200-250.000 граѓани во одредени денови низ целата држава, бидејќи се протестираше во повеќе од 40 места во Македонија. И за жал, по оние методи на тука во Македонија би рекле класична удбашка пропаганда, верувам не е исклучително удбашка, него и во целиот свет, дека такви специјални операции се одвиваат по скоро истиот начин. Целта е да се представи тоа движење на граѓаните, граѓанска иницијатива за заедничка Македонија, како дело на политичка партија, односно опонентот на СДСМ во моментот, ВМРО ДПМНЕ, со цел на некој начин да се, не знам, обезвредни, извалка тоа движење, ако прво се разбереме, според Устав на Република Македонија, секој има право на политички став, на сопствено мислење и искажување на тоа сопствено мислење, се разбира на мирен начин, не прекршувајќи ги законите нити Уставот на Република Македонија. Зошто тоа го правеле, не сумим во главата, нити во кожата, нити сакам да бидам, па да знам со сигурност, но веројатно сметале дека така ќе ја намалат излезноста на граѓаните по улиците, бидејќи она што го знам како некоја информација, знаете, допираат онес разни информации, тие очекуваат дека кога ги започнавме протестите, под тие мислам на тогашната опозиција, сегашна власт,
дека ќе траат 3, 4, 5 дена и сето тоа ќе заврши, па после тие ќе можат без чувствување на гласот на народот да си продолжат по нивната замислена агенда, меѓутоа тоа не се случи. Протестите траја 75, 6, 7 дена, односно на 60-тиот ден, веројатно согледувајќи дека немаме намера да си одиме дома, како што кажувам на тоа видео, се случи некакво сценарио за кое што се уште ден денес не можам да си одгатнам целосно зошто се случи, кој го смисли, кој учествувал, што тоа е планирано, што тоа е случајност и неспособност и така натака. Во однос на поддршката од ВМРО ДПМН е логистичка, нелогистичка, видете, ние имавме отворен повик до сите граѓани кои што сакаат да се приклучат и оние кои што сакаат се приклучија и помагаа на секој возможен начин. Имаше таму не само членови на ВМРО ДПМН, имаше многу повеќе од тоа, бидејќи не постои партија во Македонија, политичка партија која што може толку луѓе да извади на улица за да го кажат својот став, да го искажат својот протест. Односно, постои само една партија во наводници кажано, тоа е Република Македонија. И кога таа во наводници велам партија, односно нашата политичка идеолошка определба Република Македонија ќе не повика, тогаш излегуваме. Така било, така и ќе биде, без оглед на тоа што луѓе кои што според наше мислење не мислат добро на Македонија би сториле се за да го обесхрабрат народот, за да си олесна сопствената работа едноставно. Тоа може да е така во одредени периоди, меѓутоа не трае вечно. Овиот владата на Заев, а пред се и самиот Заев, не пропушта да каже дека влегувањето во собранието на 27 април било исценирано, односно планирано од тогашниот лидер на ВМРО ДПМН, господинот Груевски. Што имате вие да кажете, особено после она кое што пред неколку дена излезе во јавноста? Се работи за аудиоснимката во која Александар Василевски Нинџа потврдува дека Никола Груевски нема никаква врска со влегувањето на толпата во собранието, туку дека сето тоа е испланирано од УБК поточно од Сашо Мијалков и дека вие, патриотите, уставобранителите, сте изманипулирани од него, а не од Груевски, како што власта на Заев го турка тоа во последниве 3-4 години? Прво, ние не сме изманипулирани од никого, бидејќи ние сме одлучиле да излеземе на протест по собствена волја, поради собствените убедувања, собствените идеали, собствените желби и така натака. Нити па некој бил изманипулиран од сите граѓани кои што излегуваа на улиците. Тоа сакам да го потенцирам уште еднаш за да биде јасно. Ние не сме некоја аморфна маса која што слуша што некој ќе каже или некој ишарет ќе прати за да знае што да изреагира, туку слободно мислечки граѓани како што има во секоја држава. Впрочем, не исклучувам дека постоеле некакви си протести во Македонија или во било која земја во светот во која што да, имало и изманипулирани граѓани позади некоја идеја за која што се криела политика. Меѓутоа денеска, колку речиси 4 години после објавувањето на тиранската платформа, поради која што ние излеговме на улиците, за жал може да увидиме дека таа се спроведува скоро дословно, до запирка остана уште неколку работи кои што не се реализирани. Така да тука пропаѓаат сите манипулации околу тоа дека некој бил изманипулиран. Навистина постоела, навистина предупредувавме дека ќе се реализира по нечесен начин, бидејќи не беше понудена на изборите на кои што граѓаните излегоа и гласа, туку после изборите. Ние тогаш обвинувавме за обид за фалсификување на изборната волја на граѓаните, бидејќи тоа е исто како да јас излезам во кампања и ви ветам 500 евра плата, а после завршувањето на изборите ви ветам 300 евра плата. Едноставно не се зборуваше исто пред и по изборите. А не беше нешто така помалку важно, зборувам за мене и верувам за сите луѓе кои што излегуваа на улиците, околу тоа дали платата ќе е 400, 450, 500 евра, не дека тоа не е важно, многу е важно, меѓутоа овде се работеше за прашање од национален интерес. И она што го најавивме и добро е што во видеото го пуштивте и тој дел. Ние зборувавме дека ќе ни следи и промена и на името на Република Македонија. Бидејќи, еве, ако тогаш сме кажале знаеме што ќе се случи, некој може и да не ни верува. Од денешна перспектива, за жал, времето докажа дека сме биле во право.
А во однос на второ што сакам да ви кажам, во однос на обвинувањата дека господин Никола Груевски бил некаков организатор на случувањето во собранието, јас ќе го кажам моето лично мислење, јас сум апсолутно убеден дека Никола Груевски во ниту една прилика не бил автор на некаков си пеколен план за влез во собранието на Република Македонија, кој што ќе резултира со тепање на пратеници и сите тие немили сцени кои ги видовме таму. И трето, во однос на онаа снимка која што ја слушнав, на која што е снимен дежурниот сведок на обвинителството Александар Василевски Нинџа. Прво, јас цело време држам до, бидејќи човекот сведочеше против мене на суд со лаги. И сега јас знам дека лажел за мене, знам дека лажел за Владо Јовановски, знам дека лажел за Борис, знам дека лажел за Игор Дуриловски. И се што ќе каже тој човек, јас го земам не со мала доза на резерва, него со огромна доза на резерва, односно природниот инстинкт ми вели прво да проверам дали се работи за лага, а не дали се работи за вистина. Тоа е во однос на изворот на тие материјали. Тоа не значи дека и човек кој што најчесто лаже некој пат не ја кажува вистината. Ја знаете онаа поговорка дека и расипаниот часовник е точен 2 пати во денот. Застанатиот часовник, нели? Да, но штета е што обвинителството не ја искористи својата улога и прилика да се обиде на вистина, да го расветли настанот на 27 април, туку гонеше луѓе како мене, како Борис, Владо, Игор, или луѓе како за кои што, мислам, сите останати, впрочем, дури и самиот Нинџа, кој што лажел на суд и сакал да бидеме осудени со неговите лаги, јас не сметам дека бил вмешан во терористичко загрозување на уставниот поредок, бидејќи исто такво не се случи на 27 април според мене. Се јас зборувам според она што јас го знам, сум го размислувал, сум го чувствувал, не само на тој ден и деновите претходно. Така да, огромна штета е што обвинителството не успеа да влезе во суштината на вистината на овие случувања, туку се занимаваше со политика и ете, мислам дека и на мало дете му е јасно која беше целта на тој судски процес. Заврши со 3 гласа за промена на уставното име на Република Македонија. Имавме рочишта по 10, 12, 15 часа, 4-5 дена неделно. Такво темпо, таква динамика, не знам во светски рамки дали е видена. Сиот тој притисок, за жал, на крај резултираше со попуштање под тој притисок на неколку пратеници и епилогот кој што го имаме денес. Господине Илиевски, сега од оваа дистанца, кога ги гледате работите посмирено, имате ли одговор на прашањето зошто не се исплашија од толку големиот број на протестанти, туку го спроведува сето она кое го има зацртано и така, неуставно и незаконски, како што велите, го избраа Талат Џафери за председател на собранието, или со други зборови го спроведува се она што беше противно на она што вие од Заедничка Македонија го баравте на протестите? Па јас не би рекол дека не се исплашија, туку мислам дека се исплашија и можеби затоа и се случија одредени работи од 27 април. Нема да речам сите работи, бидејќи, како што кажав, не можам да зборувам со некаква сигурност за нешто што не го знам до крај, не ми е јасно и мене до самиот крај. Но да ја објаснам мојата теза дека се исплашија на некој начин, тоа значи дека се соочија со искрена, автентична реакција на граѓаните на Република Македонија, каква што не очекуваа. И можеби се исплашија дека ќе треба да отстапат од можноста да преку таа непринципијална коалиција базирана врз Тиранската платформа, документ создаден во Тирана, во Албанија, не во Македонија, дека ќе треба дека постои можност да ја пропуштат таа прилика да станат власт. И дека затоа сака по секоја цена да покажат дека се посилни од мнозинството граѓани во Република Македонија, дека сега ветерот дува во нивните едра, дека имаат многу јак грб и дека тие ќе го направат она за што се
предодредени, не од Бога, туку од некои нивни богови. И јас постојано сум се прашувал, искрено, во парламентот, тогашната власт, односно ВМРО, ДПМН и коалицијата, се обидуваа преку филибастеринг да ја одолго влечат седницата за избор на председавач, односно на спикер на собранието, но тоа не можеше да трае вечно, ќе траеше уште месец, месец и пол, ќе се исцрпеше целата листа на дискутанти и после немаше да има како, ако има мнозинство и тогаш СДСМ и ДУИ, Алијанса и не знам Беса, кои други партии беа во нивната коалиција, повторно ќе си го избереа Жафери. Зошто на 27 април одлучија да го направат тоа, мене не ми е јасно. А зошто одлучија, па посебно точно темпирано во време кога ние 2 месеца поред доаѓавме во истиот период пред собранието, на рутата од влада до собрание, исто така ќе кажам дека не можам со сигурност да тврдам, но дека е доволно индикативно самото по себе. Се надевам дека еден ден ќе имаме и јас и вие и целата јавност многу повеќе одговори на овие прашања и дилеми. Протестите, како што сите знаеме, траја повеќе од 75 дена, а кулминира на 60-тиот ден, поточно на 27 април 2017 година, кога толпата влезе во Македонското собрание. Од видеата кои се вртеа и се уште се вртат по социјалните мрежи, но и од ова видео кое што успеавме од сетата, од цел ден што бевте да го одбереме она што нас ни треба за ова интервју, се приметува некоја вознемиреност кај вас и кај господин Адамовски. Дали имавте некое посебно чувство, предчувство, дека тој ден ќе биде поразличен од претходните 59 дена? Не се работеше за чувство и за предчувство, се работеше за информации кои што им беа достапни на сите во секој момент. Таа нервоза, вознемиреност која што ја забележувате кај нас дојде од како сите дознавме дека натре во собрание се пеела химната на Република Албанија од страна на пратеникот Зекирија Ибрими од Беса. Тоа беше, најодговорно ви тврдам, главниот тригер на вонредна нервоза кај сите учесници на инаку 2 месеца претходно најмирните протести, најмасовните, најмирните протести кои што Македонија ги видела во својата историја, можам слободно да кажам. Значи, ние 2 месеца секој ден бевме на улици, секој ден со некаква различна кореографија, но секогаш со исти пораки да мирно и достоинствено си го браниме нашето уставно гарантирано право да си го кажеме она што имаме, да кажеме за Република Македонија, да си ја сакаме и да си ја чуваме. А на тој ден, така, некаде бевме можеби пред канцеларијата на председателот, сега го сеќавам, кога започна сето она со химните, се пееше албанската, се пееше македонската и некако насетувавме дека можеби тој ден ќе се обидат да го сторат она што не успеа претходно. Имаше најави неколку пати во тие 60 дена дека ете денес ќе бираат председател, нема да бираат, па одлагаа, па повторно најавуваа и така натака. И самиот чин на пеењето на туѓа химна во собрание, не е важно дали албанска, норвешка, на Нов Зеланд или на некоја африканска земја. Но особено во тој сензитивен период, со тиранската платформа како неприродно сврзнат ткиво на македонски политички партии и со сето она што го представуваше таа коалиција, а кој што го видовме, мислам, се промени името, се разговара за идентитетот со Бугарија, се направени огромни остапки и најави дека уште пострашни остапки може да се случат, кои на идентитетски план се искрено и слободно можам да кажам полоши од Преспанскиот договор. Двојазичноста која што не постоеше се реализираше. И ни за други нешта, тоа е јавно достапен документ, сите може да го погледнат. Најпоследно сега што читаме има таму тие една точка за геноцид врз албанското население од 1912 до 1956 година. Денови веде поранешниот председател на Сдруженијето на новинари на Македонија Насер Селмани во интервју за БГНС, она бугарска агенција, каде што Заев кажа дека бугарите не биле фашисти, туку администратори, исто зборуваше за тие 200 до 300 илјади иселени албанци, така натака, без да навлегувам во историски анализи, факти или па логични, базични факти, само ќе кажам дека тоа коинцидира со една од точките во тиранската платформа. И
да се навратам на 27 април и на таа вознемиреност која што ја забележувате. Јас за мене можам да кажам, но претпоставувам, тргнувајќи од себе како им било на другите, дека токму пеењето на туѓа химна за нас како да го означи процесот, дека дента ќе се случи она против кое што се боревме 2 месеца претходно по мирен и достоинствен начин, и просто од таму потекнува таа нервоза. Меѓутоа, ако забележувате, информативно во обвинението против мене имаше од сиот тој 8-минутен материјал кој што го пуштивте, 10 секунди беа сиот доказ дека јас сум бил некаков терорист. Реченицата гласно и многу бучно подсетете ги сите кои што на сила седат натре и забораваат дека на сила може и да излезат од натре бидејќи народот е газда во оваа земја. Моменти во кои што јас иако вознемирен сепак зборувам за силата на народот визави она што го баравме ние официјално 1-2 недели пред 27 април, тоа се нови предвремени парламентарни избори, и дека силата на народот која што се манифестира на избори никој никогаш не може да ја попречи, да ја анихилира или да ја уништи. Но само тие 10 секунди беа се што обвинителката Вилма Русковска сметаше дека е доволно за мене да ме нарече терорист, иако мислам дека и на вашето видео го има, да, точно го имаше тој момент. 2 моменти веќе ви нагласам. Прво, кога се поставија, за време на нашиот говор, се поставија единици на полицијата пред собрание, јас зборував нешто и застанав и му се обратив на народот да не ги вознемирува службеното присуство на полицијата, бидејќи ние знаеме зашто сме тука. Како и секој друг ден, дека сме тука по 60 пат да си го одржиме нашиот протест, со една разлика, дека нема да си одиме од тука додека не си одат тие од таму. Дословно се цитирам себе си. Тоа значи дека во тие моменти ние немавме подготвен план што ќе се случи ако бираат претседател. Да имавме некаков подготвен план, да бевме некакви си терористи, да имавме некакво сценарио во глава, ќе знаевме веројатно поинаку да делуваме, што да кажеме, што да зборуваме, како да се организираме. Ние буквално импровизиравме на лице место, и она што мене ми дојде искрено како желба беше да останеме барем на улица, не да си одиме дома во 6:20, како и секој ден претходно, туку барем на улица, останувајќи пред собрание, да го искажеме нашиот протест и да седиме на улица колку и да треба, бидејќи што друго да правиме. Сигурно не ни беше во план да влеземе во собрание, да бидат отворени вратите, не знам, да има тепање на претеници и сите тие немили сцени, од кои што нас фактички ни се наруши интегритетот на протестите, на идејата, на иницијативата. Кога ќе се случи насилство, тоа е сосема нормално. Ние не сме ненормални луѓе, размислуваме, знаеме, искусни луѓе сме и во делот на медиумите, и во делот на политиката, и јас, и Борис, и Владо Игор се исто така едни прекрасни луѓе, интелектуалци, семејни луѓе, 20 имаат по 3 деца. Сакам да кажам, секој од нас знае што значи влез во собрание. Секој од нас знае на улица да има тепачка е лоша сцена, не па во законодавниот дом на Република Македонија. Сакам да кажам, ние немавме никаква ни од 100 километри врска со некаква идеја, некакво сценарио за оние немили настани кои што се случија таму. Впрочем, како што кажав, од видеото се гледа. Ние дознаваме дека избран Џафери. Јас им викам на луѓето, сите кои што се обидуваат да извршат државен удар и бираат претседател таму собрани во некој ќош, ќе мора да излезат на избори, и на тие избори ќе поминат многу лошо. Значи, бараме избори. И после дознавањето дека Талат Џафери е избран за претседател на Македонија. А обвинителката тврдеше дека јас сум држал подпалувачки говор за луѓето да влезат во собрание. Зарем барање избори е подпалувачки говор? За некого може би да, но тој некој најмалку од се би требало да работи работа на обвинитела, може би требало да му се ограничи да работи уште многу други работи во животот. Господине Илиевски, го зачнавме и моето наредно прашање. Протестите продолжија се до средината на мај. Вие од иницијативниот одбор, но и дел од учесниците, почнавте да се соочувате со неправдата и едноставно кажано започна вашата голгота. Кога точно е и како започна хајката против вас? Опишете ја таа ваша голгота од почетокот до
добивањето на амнестијата, но ако можете во пократки црти. Видете, јас посебно откако се заврши, никој пат не сум сакал да се заврши во смисол на процесот против мене, не на случувањата во земјата, но никогаш не сум сакал да раскажувам така наречени и линденски или партизански приказни, смисол видете колку сум страдал, колку ми било тешко и така натака, но некои работи сакам да ги потенцирам и нагласувам за да знаат граѓаните со што се соочуваат луѓе во оваа земја, со што се соочувале, некои се уште се соочуваат, за да имаат представа, да имаат предвид, бидејќи огромен дел од граѓаните не ги знаат тие работи. Јас не сум знал што значи притвор, како изгледа тоа 23 сати на ден да си затворен во една келија. Нели, секој кој што бил таму ќе ви каже дека не е виновен, дека за ништо е таму. Меѓутоа, јас за себе знам и не осеќам нужност тоа некому да го докажувам. Мене ми е совеста чиста и јас мирно спиев и тие 3 месеци таму и уште 10 месеци дома во куќен притвор и мирно спијам и сега, во однос на она што јас сум го сторил или не сторил. Но зборувам за тие работи за да бидат свесни луѓето кои што можеби сега ќе се навратам на најпрвото прашање, биле изманипулирани преку пропаганда на СДСМ и нивните коалициони партнери, пропаганда од типот дека има нешто матно во убиството на Никола Младенов, има нешто матно во кај убиството, тоест не ја знаеме вистината за Смилковско езеро, не ја знаеме вистината за Малата Тамара, не ја знаеме вистината за Диво населје, не ја знаеме вистината за убиството на Мартин Нешковски и така натака. Тоа една низа на настани со трагичен крај, жални настани кои што разумен нормален човек не би помислил да ги употреби за политички цели, беа употребени. Истото е фала му на Бога, без трагичен епилог, но иста манипулација се случуваше и со настаните од 27 април, со барањето виновник, со судскиот процес после тоа. Набргу по настаните, 2 дена по 27 април, на 29 април, сегашниот градоначалник на Скопје, тогаш портпарол на СДСМ Петр Шилегов, излезе на пресконференција и тој прв го соопшти делото дека СДСМ имале индици, информации и заклучок дека се работело за терористичко загрозување на уставниот поредок. Она што тој го кажа на 29 април, стана вистина на 27 ноември 2017 година, денот кога тргнаа да не апсат и да не притвараат. Не знам колкав дел од јавноста знае, мене не ме најдоа дома. Јас бев излезен ноќта и во една кафана, па во ноќен клуб и така натака. Не бев во станот кај што ме бара. Јас сам се пријавив во судот. Откако дознав, ме лоцираа моите. И телефонот ми беше исклучен, просто батеријата беше празна. Откако ме лоцираа моите, отидов сам се пријавив на суд, реков еве, дојдов, ајде да видам што сакате. На крај памет не помислив дека може да не притворат, бидејќи немам мозок истрениран да мислам на таков расипан поган начин, дека некој невин пред Бога може да заврши зад решетки, иако историјата тоа ни го докажала многу пати, сепак не мислиш дека тебе ќе се случи тоа, но ете се случува. Се пријавив на суд, околу, не знам, 12 на пладне, мислам. Утре дента во 6 наутро бев спроведен бидејќи тоа траеше долго. Ние бевме тројца последни од групата и со хермелини, со воени транспортни средства во придружба на тројца војници со митралези, бидејќи нели бевме терористи, не спроведа до истражниот затвор Шутка во Шутово Ризари или истражен затвор Скопје, односно се вика правилно. Се мојата Голгота таму била, стварно си затворен во една мала келија, имав еден цимер, 3 месеци поминав таму, после си дојдов дома. Голготата на моето семејство, не ја знам, не можам да ја замислам. Еве, фала му на Бога, имам керка од 6,5 месеци, кој што не да Боже, ги благодарам. Немаше да ја имам ако се спроведеше планот на тие болни расипани умови, кои што со лаги сака да исконструираат таков монструозен случај и да затворат на долги години робија невини луѓе. Но во однос на тоа како мајка ми, моите браќа, мојата сегашна жена, сите мои блиски пријатели,
сегашна жена, тогашна девојка, сакам да кажам, моите блиски пријатели, сите кои ме познаваат, низ каква голгота прошле тие, навистина не можам да знам. Сега како родител уште по-темелно размислувам на тие работи, што би било такво нешто на моје дете да се случува. Не, како ви кажам, тоа ни во најлуд сон, ни на најлош непријател не би му посакал да се случи. Она што е најтешкото, не е што си затворен во еден таков ограничен простор, имаш право од 50 минути прошетка во исто еден мал двор секој ден, нема телевизија, нема штекери, греење 2 пати во денот, се пушта радиаторите по сат и пол, ние бевме таму во зима, бања, тоа како ви кажам, еднаш неделно по 5 минути, немаш веќе школка, туку оние чучавец од 18 век, и така натака, и така натака. Ако немаат од дома ти пратат перница, нема да имаш перница, добиваш волнени кебиња од времето на ЈНА, кои што не се испрани веројатно од смртта на Маршал Тито. Сега, вака може и со шега и со смеење зборуваме за тие работи, меѓутоа, тоа не е најголемиот проблем. Најголемиот проблем од тага. Најголемиот проблем во тој период е што не знаеш што ќе се случи со тебе. Односно, делото за кое што си обвинет започнува од 10 години затвор. И тоа е како една гилотиња да ти виси цело време над глава. Тоа беше така и во шутка, и откако после ме префрлија дома во куќен притвор, таму поминав 10 месеци и неколку дена. Но чувството е исто. Да, дома е многу милиарда, 100 милиарди пати подобро, меѓутоа она неизвестност продолжува. Не те напушта. Не знаеш, значи секоја вечер, ако во 1-2 наутро слушнеш некој звук на дизел мотор пред куќа, мислиш да не дојде комбето да ме враќа назад. Тоа е едно многу грдо непријатно чувство. Тоа се случуваше. Митко Чавков го пуштија дома, после 2 дена го вратија назад. Јане Ченто го пуштија дома, после 2 недели го вратија назад. Тоа е обид за некаква си психичка тортура и живување, внесување страв, но кај некого може би ќе предизвика кај секој ќе предизвика нелагодност, да се разбереме. Јас не се правам суперхерој никаков. Меѓутоа, дека нешто ме уплашило како човек до толку да, не знам, сега се повлечам, се пикнам во некоја дупка и да ми е страв главата да извадам надвор, да нешто ми се случи или некој ми ја скине, не. Туку напротив, сметам дека тоа ме направило само посилен како човек, како карактер, како човек кој што треба да носи одлуки во својот живот, како човек кој што имал прилика да размисли за вистинските вредности во животот, во смисол што е вредно, што не е вредно и дали смее некој да ти го скрши духот по таков начин или не смее да ти го скрши духот по таков начин. Ова се матни и тешки времиња и не очекувам секој да размислува како мене, нити јас размислувам како што сум размислувал пред 2-3-4 години или пак како што сум размислувал во 2008 година, кога исто така правев протести против промена на уставното име, или 2009 година кога протестирав со колегите од архитектонскиот факултет. Но сите тие искуства те прават, не инсистирам на тоа дека те прават подобар човек, но те прават различен човек. Да не звучам нескромно, па да кажам дека се сметам за подобар човек него што сум бил, во смисол поквалитетен и поспремен да после една таква тортура, ѓаважа и голгота, на крај сепак може не отворено, него со гордост да зборува за оно што го сторил, бидејќи она што јас сум го сторил не е тероризам или пеколен план за тепање, не дај Боже, убиства и така натака, туку едноставно обид, желба да се мотивираат сограѓаните, без оглед дали се припадници на македонскиот народ, албанскиот, турскиот, влашкиот, ромскиот, српскиот, бошњачкиот, сите оние категории во уставот или другите народи кои што живеат да ги нема таму. Но сите кои што ја сакаат Република Македонија, сите кои што ја сакаат оваа земја, да не се плашат да се борат за неа, бидејќи така ни се падна. Ние сме генерација која што не сме по шуми и планини со пушки во рака, туку можеме преку својот збор, преку своето присуство, преку своите мисли и нивно гласно артикулирање да се бориме за незе. И таа борба никој не престанува во секоја една земја. Илиевски, одлична порака, последна ваша што кажавте, испративте.
Ние времето не тепа ќе мора да побрзаме малку со одговорите. Имаме уште доста. Извинете, јас сум малце поекстензивен, ама малку искам видам да овие прашања нема да бараат долги одговори. Кратко, можно пократко. Пред да ве уапсат, вие бевте член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, но со започнувањето на вашата голгота, вие се повлековте од таа функција. Дали го направивте за да не наштетите на партијата, или тоа беше еден вид изнудена, односно приморана одлука? Видете, тоа бе едни комплицирани времења, се менуваше и раководството во ВМРО ДПМН, не се знаеше што ќе биде со нас, не се знаеше што ќе биде со државата. Притисокот разноразен од разноразни страни во однос на 27 април со сите осуди од самиот ден, па некако се возбудија повторно со нашето апсење и така натака, така да јас не сметам дека е погрешна одлуката да не учествувам во работата на извршниот комитет на ВМРО ДПМН со неучествување, односно бивајќи во притвор, прво бев во шутка кога се беше избран новиот извршен комитет во кој што не бев јас, понатаму бев дома. Меѓутоа, да ви кажам нешто, јас во својот живот никогаш не сум амбицирал да имам некаква функција, смисол дека ми е животна цел да бидам, не знам, член на извршен комитет или пратеник или министер или не знам што. Значи никогаш. Така да кога Никола Груевски ме покани да бидам член на извршниот комитет, за мене тоа представуваше врвна, огромна чест. Не исполнување на детски соништа, него чест. Така ја прифатив, така и се трудев да служам на организацијата, односно на Македонија во тие кратки месеци во кои што бев член таму. Меѓутоа, дали сум јас на таа маса седнат или не сум, тоа не ми ги скратува нити можностите за делување, нити па енергијата. Не е важно кој седи на таа маса, важно е тој што седи и таму, а и тој што го поддржува вон таа маса да размислуваат разумно, логично и да носат добри одлуки за иднината на земјата. Господине Илиевски, како го доживеавте и како го преживеавте фактот што 8 поранешни пратеници во собранието од страна на ВМРО ДПМН се ставија, така речено, во скутот на Заев и со нивна помош го сменија уставот, а со тоа и историското име на Македонија? Вака да ви кажам, верувам дека на некој од нив им е потешко него и нас. И претходно спомнав во врска со судскиот процес, со начинот на кој што беше конструиран, со сите тие рочишта, оно што не го спомнав, а сум го слушнал е со сите аберџи кои што им биле праќани, да им кажат дека 15-20 лета не им бегаат, а знаејќи ја судивката, можеби и повеќе. Неблагодарно е да се ставаме во кожата на било кој човек и да размислуваме шта би било кад би било, или не знам, ако бев јас на било чие место, како ќе, не мислам на 8 пратеници, мислам на било кој човек, било каде во светот. Како би постапил и што би направил, секоја планина си е со својата тежина, но и секој дело со сопствената одговорност и последици. Не сакам да ги судам повеќе од она што се веќе осудени од јавноста и од историјата, за жал. Едноставно, начинот на кој што беше воден процесот предизвика да, некои подклекнат, но некои не. Добро, не ве замараме повеќе, очигледно дека не сакате многу да говорите, а и време немаме за тоа. Ние скоро... Комплицирана тема е во прашање. Не, знаете што најлесно да се каже срамота го предадоа својот народ, требаше да лежат во затвор и да не подклекнат и така натака. Тоа е најлесното нешто да се каже, но јас секој пат се обидувам малце подлабоко да ги анализирам работите и да размислувам за сите околности. Затоа не се ни дрзнувам да кажам дека некој друг на нивно место поинаку би постапил или не. Чинот, самиот чин, тука е иронија на животот, мислам, самиот чин на тоа предавство на Република Македонија беше дел од процесот на амнестирање на сите нас, вклучувајќи ме и мене. Процес кој што е конструиран, по моје мислење, за да дојде до тој чин. Многу се...
Нема проблем. Се извинувам, но меѓутоа темата не е таква за одговор со да и со не. Знам. Скоро цела една година пред да ве уапсат, вие имавте гостување во дебатни емисии. Ке ве навратам на една дебатна емисија со господинот Апасиев. Не знам колку ќе се сетите на таа дебатна емисија и на тој разговор. Инаку, тамо, господинот Апасиев, кој беше учесник во шарената револуција, ви се обрати со зборовите "ке си лежиш, ке си лежите". Дали тој однапред веќе знаеше што ве чека и како предвестник ви го најави се тоа што ви се случи покасно? И како сега истиот Апасиев, човекот кој беше во шарената револуција и кој дивееше низ улиците низ Скопје, уништувајќи се до што ќе дојде, дури и канцеларијата на тогашниот претседател Иванов, сега седи во удобните клупи на Македонското собрание и изиграва патриот, продавајќи македонизам. Може ли човекот од типот на Апасиев да биде патриот? Денешно време многу луѓе може да се кажат дека се патриоти. Но во однос на емисијата, прво да ве коригирам, таа беше 5-6 дена пред да не уапсат и да Апасиев ми се обрати со тоа дека, не знам, минимум 5 години ќе сум лежал затвор и така натака. Во таа емисија, тогаш ценефе и сега го мислам истото, така сакаше едноставно, многу повеќе размислуваше на шоуто кое што ќе го приреди, на така да биде скандалозен, бидејќи нашиот народ сака има воајерска нота, не само македонскиот народ, сите луѓе имаат некаде во себе таква порив и преку такви скандалозни воајерски изјави да предизвика внимание врз себе, кое што ете континуирано правејќи го тоа со години, на крај му донесе и 37.000 гласа. Тука не помогна ни состојбите општо во државата и расположението на народот кон ВМРО ДПМН и кон СДСМ после сиот тој трауматичен период на промена на името, почнувајќи од 27 април па натака. Но, видете, може би некои луѓе би аргументирале дека ставовите на ВМРО не му се доволно не се искажани по начин по кој што би сакале да ги слушнат. Но во политиката честопати тоа е така, но тоа не значи дека ако кажаното звучи малку по-меко или по-умерено, дека и делувањето е исто такво. Едноставно некои работи, поради некои општо прифатени норми, мора да се кажуваат по одреден начин. А во однос на Апасиев, постои меѓу народот таков сентимент, некакви двојби околу неговата вистинска природа, токму подсетувајќи се на улогата во шарената револуција, која што имаше своји деструктивни действија. Јас, да ви кажам, би кажал вака дека би било вистинска штета доколку е тоа така и би било огромна штета доколку наместо да размислуваме сите како да се решиме од ова зло во Македонија во моментов. Не само зло по националните интереси, него и по економијата, и по здравството, и по образованието. И наместо фокусот да биде како да се симне Заев од власт, фокусот да биде да се караме сега со ВМРО, да се мериме, затоа што можеби уште некој ќе придобиеме на наша страна, ќе бидеме скандалозни, интересни и така ќе си ги остваруваме своите политички цели. Има примери на такво терање политика и ни соседството, пример. Во Хрватска имаше еден дечко Иван Пернар, кој што нонстоп правеше некакви скандали во собранието, тоа му годеше одредено време, после едноставно му згасна звездата. Тоа се работи кои што се случуваат жива материја. Но една работа знам да ви кажам дека ВМРО ДПМН како наследник на историското ВМРО е наследник на идејата за слободна и независна Македонија и никогаш не може да исчезне. Мислам, една Отоманска империја не успеала да го стори тоа, не па некакви си поединци или групации. Господин Илиевски, ќе мора да побрзаме, ќе прескокнеме некои прашања што ги имаме подготвено, ама ќе оставиме простор за друг пат. Да савите, Бети, дали имаш ти некој прашање? Да, ја споменавме канцеларијата на претседателот Иванов за време на протестите. Вие од Заедничка Македонија скоро секој ден без да пропуштите поминавте пред вратата на канцеларијата и секогаш му се заблагодарувавте дека останал доследен во неговата отпорност. Во тоа време нема му истекуваше мандатот. Јавноста го повикуваше да ги
помилува сите оние кои власта на Заев ги стрпа во притвор и затворите. Господинот Иванов тоа не го направи и ги остави, што би се рекло, на цедило сите обвинети уставобранители. Погреши ли Иванов што не ги помилува? Од што се исплаши? Дали неговиот молк околу сето тоа може да се каже дека е бегање од одговорноста и тргање настрана само за да си ја спаси сопствената кожа, односно да не ги поттикне оние од власта да му направат интерпелација? Ако може во 2 минути одговор. Два часа не би биле доволни, но ајде ќе се обидам што пократко. Вака, сите информации околу се што се случувало во тој период, особено откако не уапси, јас ги немам, бидејќи бев во притвор. Вистина е дека ни уште дента кога не уапсија, беше закажано обраќање на претседателот на државата во живо и јас, пример, во тој момент мислев дека тој, прозирајќи ја сета игра која што се случува, дека едноставно ќе ја прекине играта и ќе рече јас знам овие луѓе дека не се тоа за што ги обвинувате и нема дозволено да се случува овој циркус и дека ќе ја прекине постапката уште во истиот момент. Тоа не се случи, бидејќи, прифаќам дека во политиката одредени работи не се случуваат по начинот по кој што јас би ги решала или по начинот по кој што ние би сакале. Дали во однос на помилување, амнестија и така натака, една работа кратко ќе ви кажам. За секој невин човек единствената правда е слободата. И на моменти не е важно како ќе се дојде до таа слобода, туку важно е да таа слобода да ја има невиниот човек. Така да, дали луѓето кои што се неправедно осудени требало да бидат на слобода по било кој начин? Да, требало. Тоа го тврдам со секоја клетка која што имам во своето тело. Но бидејќи тоа не се случило и за тоа одговори ќе треба да се дадат, можеби кога ќе пројде уште некое време, но повеќе сакам да гледам на можностите пред нас отколку на она што било. И едноставно ќе се борам по секој можен начин. Се можам за себе лично да зборувам, бидејќи џабе јас ако не префрлам вина, туку ако посочувам кон еден или кон друг, јас лично и многу луѓе кои што ги знам ќе се борат до последен здив. Буквално ова не е уметнички кажано, туку искрено, дури на луѓето кои што се неправедно осудени за нешто што не го сториле, не излезат на слобода. Господин Илиевски, навистина имаме уште многу работи да разговараме. Ево, дали можеме да му ветиме на нашите слушатели и гледачи во блиска иднина да сакате искрено на овие теми. Кога сакате, објективно, ова се мислам прашањата ви се одлични, меѓутоа веројатно на едно прашање од овие десетина кои што ги зборувавме можеме по половина час да зборуваме. И да не е досадно за слушателите, бидејќи се важни, се суштински прашања и тангираат настани кои што се меѓу поважните во историјата на Македонија, а не од онака нешто настан на годината или нешто актуелно од минатата недела. Во оваа земја има хиперинфлација на глупости на секојдневно ниво кои што се случуваат од страна на власта и на политиката, и кои што така луѓето заборавиле што било актуелно минатата недела, меѓутоа она што се случуваше во собранието и на 27 април и кога се гласаше промена на име и договорите кои што се подпишува и така, луѓето го памтат. Тоа се работи за кои што е важно да се зборува, бидејќи ќе се зборува и во идните генерации ќе зборуваат за нив. Наше е да им кажеме се што знаеме и се што мислиме за тие околности како луѓе кои што живеат во тој момент, за да можат тие да не судат и нас и да излекуваат поука и за себе во иднина. И ако не знам дали некогаш ќе ја дознаеме целата вистина за 27 април, но наша должност е да откриваме барем делчиња од таа вистина со цел работите да стануваат што појасни. И сосема за крај, од каде доаѓа надимакот Бетмен велит? Искрено, мислам ова дека сум го одговорил порано. Нема некоја огромна приказна тука, нити па јас сакам да градам некакви такви приказни. На времето кога го отворив Фејсбукот бев со име и со презиме. Не Богдан Илиевски, него Боби Илиевски. Но начинот на кој што е Фејсбук сетиран, нели, кога пишува статус Боби Илиевски и после продолжува, не знам, времето е убаво.
мене формата на израз не ми се допаѓаше и мислев дека некоја варијанта на Саймон Сес би била многу поадекватна. Смисол, Боби зборува или Боби велит, односно Бетмен, бидејќи така од сите херои со црти на така не е тоа темнина мрачност, туку е така некоја поинтровертност, но честност и спремност да се борат за послабиот. Бетмен ми бил еден од омилените. Тогаш кога сум го сменил, имав, не знам, 22-3 години и поинаку поинакви ми беа и хормоните, но се напишав Бетмен велит сосема случајно, така ете, тоа име залепи кај публиката, мојата верзија на Саймон Сес, и си остана. И не го менував, се дури Facebook не инсистираше дека нели мораме со име и со презиме да видиме таму, но во заграда си го оставив и сега не знам, денес и тоа нема да се смени валјда до крај на живот. Богдан Илиевски, цртичка Бетмен, веќе и велит го нема, си остана само Бетмен. Сеедно е како ќе ми се обрати некој, дали како Бетмен, како Богдан, како Боби, некој ако сака и како терористот на ВМРО, воопшто не ме возбудува тоа. Се дури се слушаме што зборуваме, не е важно како се ословуваме. Така. Ви благодариме што одвоивте време и бевте дел од Македонски корени, господин Илиевски. Верувам го задржавме вниманието и одзивот на нашите слушатели и Facebook пријатели. Желба ни е да се чуеме, како што рековме, повторно овде на Македонски корени. Многу поздрав и секое добро до вас. Уживајте го остатокот од викендов и се што ви е ваш план. Пријатно. Ви благодарам. Ви благодарам од срце и само да ми дозволите накратко, јас имам премногу роднини во Австралија. Сакам да ги поздравам првенствено сите членови на моето пошироко семејство. Таму мојот дедо Богдан, се викаше исто како мене, живееше таму некои 7-18 години, имаше дури австралиски пасош, на моја огромна радост кога бев дете и австралиска пензија. И кога ќе дојдеше кенгурот дома, јас бев особено радостен. Само да кажам, мојата емоција кон Австралија од малинот е на највисоко можно ниво. Огромни поздрави до целата македонска заедница, огромна благодарност до вас за честа која имав да ме поканите и да зборуваме во оваа емисија. Навистина во секоја можна прилика која ќе се поклопи вашата желба со моето слободно време, би сакал и би можел да учествувам и да зборуваме уште многу. Се надевам дека слушателите не остана ускратени за многу работи кои што би сакале да ги чујат, но како што кажав, за некои работи не може да се зборува во 2-5 минути, него едноставно се такви да Фала на Бога ќе ни овозможат повторно гледање, слушање и дружба. Так. Пријатно до слушање и до видување. А ние ќе ве поздравиме за песната Никогаш северна. Благодарам, поздрав голем од Македонија.